доста на притисоци од централната власт, имаше инспекции, дали искате некои притисоци кои веќе помина известен, да речем, релативно подолг период од време кога стапите на амбиција? Притисоците не се намалени, можам да кажам дека се одвиваат можеби на некој по, ајде да кажам, софистициран начин. Јас уште еднаш сакам да кажам дека дефинитивно добивме допис од фирмата преку која што вршевме временно вработување. Власта ја одзема лиценцата, тоа значи дека благодарејќи во наводници на тој нов подвиг на власта, 45 работника на 1 јануар ќе останат на улица. Тоа се најголем дел од оние кои што беа донесени, дали беа успешни или не, кажат резултатите. Дел од вработените се оние кои што ги наследивме, значи вработени од претходното раководство, се е тоа со намера да се блокира работата. Првата фирма која што победи на конкурсот, ние отворивме нов конкурс, повторно истата приказка и веќе изгуби, односно ќе добија негативна референца. Сега преговараме со втората фирма, меѓутоа за жал ќе се изгуби многу време. Притисоците такви продолжуваат и понатаму. Имам најава за нови тимови кои што ќе не посетат како инспекција. Меѓутоа, пазете, ако работите како што сакате, ако ги постигнувате резултатите кои што сте ги зацртале, никакви притисоци не можат да не поколебат. Ние оваа година се соочивме со нешто што не е видено во демократски системи или она што треба да биде функционирање демократија, тоа е да имаме притвор за советник, и тоа не за било кој советник, туку на председавачот на општината. Во овој момент имаме совет кој што не може да работи како што сакаме да работи, затоа што имаме нерешен однос на резултат и поради тоа општен центар ден денеска не може никако да го преземе уредувањето со градежното земјиште, благодарејќи, пак ќе кажам, во наводници на советниците кои што представуваат владеашката гарнитура, која што не гласа во интерес на оние од кои што се избрани од граѓаните на општен центар, туку овде представуваат во оваа просторија владина делегација и затоа денеска во тек е аукција на веројатно едно од најатрактивните парцели, оние што остана во општен центар. Но ние ќе се бориме и понатаму, затоа што добивме довербата, не во еден, не во два, во 3 круга од граѓаните на општен центар. Овие резултати ни даваат оптимизам и ќе продолжиме понатаму така да работиме.